Секоја акција мора да има реакција. Во случајот имавме двогодишна акција за дестабилизирање на земјата, обид да се наруши политичкиот поредок, да се урне легитимно избрана влада, реформска влада со широка поддршка во јавноста. И тоа се за цел да се остварат регионални цели кои што не се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Значи, ние долго време сме критикувале, напаѓале Организацијата на Сорос во Македонија, но нели, тие критики, тие напади биле во рамки на едно нормално функционирање и нивно и наше. Во случај сега имаме ситуација кога таа организација без никаква мерка века најотворено, најбрутално со насилство врз полицијата, со насилство врз институциите на државата, со повикување на меѓународна поддршка од леви организации, леви партии, држави каде што левицата е на власт. Спомнувана е пред се администрацијата на Обама, Италија, Албанија, други социјалдемократски држави во Европа, дипломатската служба во Брисел. Значи, најотворено, најбезобразно бараа нивна помош за да се изврши уривање на власта во Република Македонија и нивно носење на власт без избори, без да го имаат легитимитетот на граѓаните со манипулации, како што објавување на прислушкувани материјали и такви работи. Ова е дестабилизација не само на Македонија, туку на целиот регион, а потенцијално и на цела Европа, имајќи предвид во каква стратешки значајна позиција сме во моментов. Ние сметаме дека ова е веќе крајно време да се алармира меѓународната јавност за тоа што се случува тука, за опасностите кои што може да произлезат од тоа што се прави во Македонија за политичко насилство, нарушување на меѓуетничките односи, дестабилизација на Европа со отворање на границите за прилив на мигранти од Блискиот Исток, радикализирање политичко по урнекот на еден крајно радикален, крајно лев милиардер кој што действува во САД, действува во целиот свет, Џорџ Сорос, кој што каде и да действува, промовира и носи кризи, носи политичка радикализација, носи нестабилност. Значи, ова е на крајот на криштата, ние сме дел од една глобална политичка и безбедносна криза, од еден политички судир кој што го гледаме и на улиците на Беркли и Фергусон, го гледаме и на улиците на Прага, Будимпешта, гледаме во Париз, го гледаме во Шведска, го гледавме во грчките бегалски кампови, го гледаме на Блискиот Исток, го гледаме во Украина. Значи, ова е неизбежно сме дел од еден глобален конфликт.